Добар ден, деца. Добре дојдовте во училница. Јас сум наставник Леонида Чакареска, наставник од Основното училиште Браќа Младиновци Струда. Ќе се запознаеме со наставната содржина пресметување на притисок. Тоа е наставна содржина предвидена за 9-то оделение. Во секојдневниот живот често го среќаваме зборот притисок, кога викаме водата нема доволен притисок да се искачи, да речеме, на погорните катови од зградата. Или секојдневно слушаме временска прогноза, кај што се спомнува атмосферскиот притисок. Кога одиме на лекар, докторот на пациентот му го мери крвниот притисок. Во сите овие примери го спомнуваме зборот притисок. Денеска ќе се запознаеме со физичката величина притисок, која е нејзината ознака и мерна единица, од кои величини зависи притисокот, формула за пресметување притисок и нејзината примена во решавање нумерички задачи и можноста да се воочи постоење на притисок во различни ситуации од секојдневниот живот. Како доказ за постоење на притисок во секојдневие ни е трагата што ја оставаат телата кога се поставени на некоја подлога. Колку подлабока трага остави телото, толку викаме поголем притисок врши. Се поставуваат прашања од типот: како е полесно да одиме по снег, дали со чизми, дали ако користиме ски, сноуборд ако користиме, или пак како инуитите што ги користеле, што ги поставувале на стапалата, за да имаат поширока основа. Зошто, да речеме, камилата или слоното, кои се животни со голема тежина, имаат широки стапала? Зошто товарните возила имаат широки гуми или пак тенкот широки гасеници? Кога полесно ќе го пресечеме лебот? Кога ножот е остар или тап? Зошто шајките имаат остар врв? Значи, кога полесно ќе ги закоиме во зидот? Зошто фудбалерите носат копачки со крампони и така натаму? Одговор на сите овие прашања ќе најдеме кога ќе го дефинираме притисокот и кога ќе видиме од кои величини зависи. Што е притисок? Притисокот е физичка величина што го карактеризира дејството на сила врз нормална површина. Сега да видиме од кои величини зависи притисокот. Да го разгледаме следниот пример. Значи, на сликава гледате две деца со различна телесна маса. Дете со поголема и дете со помала телесна маса. Ова дете што има поголема телесна маса, а действува со поголема сила на подлогата, односно има поголема тежина отколку детево со помала маса. И ако тие застанат на снег или песок или некоја друга мека подлога, ќе видиме дека ова дете што има поголема тежина остава подлабока трага на снегот отколку другово дете. И може да се заклучи дека ако она дете кој има поголема тежина остава подлабока трага на подлогата, односно врши поголем притисок. Значи, тело кое е поставено на хоризонтална подлога и има поголема тежина врши поголем притисок. Телото кое действува со поголема сила нормално на дадена подлога врши поголем притисок. Ако ова сила со која телото нормално действува на подлогата ја обележиме со Fn, притисокот со P, тогаш добиваме дека притисокот е право пропорционален со големината на силата Fn. Значи, колку пати што е поголема силата со која телото нормално действува на подлогата, толку пати ќе е поголем и притисокот. Сега, за да видиме од која друга величина зависи притисокот, одиме на следниот пример. На сликата гледате фудбалер и прашањето е кога овој фудбалер ќе врши поголем притисок, ако облечи вакви фудбалерски патеки или ако облечи копачки. Значи, кога ќе остави подлабока трага на фудбалскиот терен со вакви патеки или пак со копачки. Што е разликата меѓу овие патеки? Во првиот случај, плоштината на допирната површина е многу поголема отколку во случајот кај копачките кои имаат крампони, имаат многу помала допирна површина.
И сега, кога фудбалерот ќе остави поголема трага? Ние сите знаеме дека фудбалерите на терен со трева играат со копачки. Зошто? За да им е полесно, да не се лизга, да остави поголема трага, да врши поголем притисок во земјата. Што значи дека притисокот што овај фудбалер ќе го врши врз земјата зависи од колкава е допирната, плоштината на допирна површина. Затоа викаме дека кога силата действува на помала површина, притисокот се зголемува. Значи, истиот фудбалер со овие патики, со копачките, ќе врши поголем притисок. Ако плоштината на допирната површина ја обележиме со S, од овој пример гледаме дека притисокот е обратно пропорционален на големината на плоштината S. Сега, од овие две пропорционалности може да го дефинираме како се пресметува притисокот. И викаме дека притисокот е бројно еднаков на силата која действува нормално на единица плоштина. Односно се пресметува како количник од силата со која телото нормално притиска на подлогата и плоштината на допирна површина. Единица за притисок е паскал, наречена според францускиот физичар Блез Паскал, се обележува големо П и мало А. 1 паскал е притисок што го предизвикува сила од 1 њутон на нормална површина со плоштина од 1 метар квадратен. И поголеми единици од паскал кои ги користиме се хектопаскал кој има 100 паскали, килопаскал кој има 1000 паскали и мегапаскал кој има 1 милион паскали. Може да се употребува и единицата бар, така што 1 бар е еднакво на 100.000 паскали. Сега да одговориме на оние прашања што претходно ги поставивме. Значи, откако го дефиниравме притисокот, видовме од кои величини зависи. Сега да одговориме, како е полесно да одиме по снег? Видовме дека притисокот е обратно пропорционален со плоштината на допирната површина. Значи, колку е поголема површината на плоштината на допирната површина, притисокот ќе биде помал. Многу е полесно ако одиме со сноуборд ако сме и вака како инуитите, отколку ако одиме со чизми. Значи со чизма, бидејќи е помала плоштината на допирната површина, многу полесно ќе оставиме под лабука трага, односно вршиме поголем притисок. Камилата и слонот, зошто имат широки стапала? Бидејќи имат голема тежина. Значи, за да се намали притисокот што го вршат врз земјата, нивните стапала се широки. Товарното возило, тенкот, исто имат голема тежина. И за да се намали притисокот, плоштината на допирната површина е голема и кај гумите и кај гасениците. Значи, нивната тежина се распоредува на поголема површина. Нормално лебот кога ќе е полесно да го пресечиме? Кога ножот е остар, односно допирната површина е помала. И со помала сила, кога имаме мала плоштина на допирната површина, вршиме голем притисок. Шајката нормално дека полесно ќе закоиме ако врвот е остар. Ако плоштината на допирната површина е помала и со помала сила да употребиме со чеканот, многу полесно ќе закоиме шајката, ќе извршиме поголем притисок. Фудбалерите кажавме, значи, крампоните служат за да се зголеми притисокот, да се намали плоштината на допирната површина и да се зголеми притисокот. И овде имаме уште еден пример. Значи, имаме дете во две различни положби, овде е легнато и овде е исправено на душекот. Кога ќе врши поголем притисок? Во втората ситуација, кога е исправено, трагата што ќе остави на душекот ќе биде поголема. Зошто во овој случај врши поголем притисок? Затоа што плоштината на допирната површина е помала. Во овој случај, неговата тежина се распоредува на поголема површина отколку овде. Од сево ова што досега го кажавме, може да заклучиме дека кога добиваме поголем притисок? Ако со поголема сила се действува на многу мала површина. Сега да видиме како се пренесува притисокот кај тврдите тела.
Значи постои атмосферски притисок, постои притисок кај течностите. За нив ќе учите подоцна во наредните наставни содржини. Сега да видиме како се пренесува притисок кај тврдите тела. Тоа ќе го разгледаме кај следниот пример. Ако коиме шајка, гледате како ја коиме шајката и ја држиме слободно. Колку и да удираме горе со чеканот, ние слободно може да ја држиме шајката. Притисок кај прстите не чувствуваме. Зошто? Затоа што притисокот што го се создава овде на шајката се пренесува само во насока на дејството на силата со која удираме со чеканот. Значи, притисокот не го чувствуваме на прстите, туку притисокот што ќе се создаде се пренесува само во насока на дејството на силата, ќе се почувствува тука. И затоа викаме дека кај тврдите тела притисокот се пренесува во насока на дејството на силата. Сега за да ги провериме знаењата, да ги проверите, одиме со решавање на некои нумерички задачи и вежби. Вие доволно е да имате лист хартија, пенкало или молив кај вас, може и калкулатор за полесно да ги извршувате пресметките. И знаете, после секоја прочитана задача, може да притиснете на копчето пауза, да ја решите задачата и да имате доволно време да го проверите решението. Прва задача. Во кој случај се создава поголем притисок? Дали во случајот А или во случајот Б? Сега имаме две еднакви тела, и во случајот А и во случајот Б. Разликата е што се поставени поинаку. Значи, се работи за исти тела, но поинаку поставени. Кога се создава поголем притисок? Да тргнеме од ова равенство. Значи, затоа што се работи за исти тела, тежините на и во случајот А и во случајот Б се еднакви, затоа викаме дека силата со која телата нормално притискаат на подлогата се еднакви меѓу себе. Но што е разлика? Разлика е плоштината на допирната површина. Во случајот А ја обележуваме со S1, во случајот Б со S2. S1 е поголемо од S2. А кажавме дека притисокот е обратно пропорционален од плоштината на допирната површина и затоа во првиот случај под А притисокот е помал отколку во случајот под Б. Значи поголем притисок се врши под Б. Одиме со втора задача. Врз која површина треба да се постави квадарот за да врши најмал притисок? Гледаме, имаме квадар. Кај квадарот две со две страни се еднакви и се обоени овде со различна боја. Врз која површина треба да го поставиме овој квадар за да се врши најмал притисок? Тоа е жолтата површина. Зошто жолтата површина? Затоа што е најголема страна на квадарот. А рековме дека што поголема е плоштината на допирната површина, притисокот ќе биде помал. Трета задача. Површината на столот е 1 метар квадратен, а површината на сите 4 ногалки на столот е 100 сантиметри квадратни. Тежината на столот е 100 њутни. Колкав е притисокот на столот што го врши на подот кога е на ногалки и кога е свртен на плочата за седење? Значи, со S1 ако се обележи плоштината на плочата за седење, таа изнесува 1 метар квадратен. S2 се површината на сите 4 ногалки, тоа е 100 сантиметри квадратни или претворено во метри квадратни, тоа е 0,01 метар квадратен. Се пресметува дадена и тежината на столот, се пресметува притисокот во првиот и во вториот случај. Во првиот случај притисокот е 100 паскали, а во вториот случај кога е столот поставен на ногалки, притисокот е 10.000 паскали. Четврта задача. Човек има маса 70 кг. Колкав е притисокот што го врши на подот, ако површината на стапалата му е 400 сантиметри квадратни? Значи, дадена е масата на
човекот, дадена е површината на стапалата. За да ја најдеме силата со која човекот нормално притиска на подлогата, треба да ја најдеме неговата тежина, бидејќи човекот е на хоризонтална подлога, како производ од масата и земјиното забрзување, и силата Fn, односно силата со која човекот нормално притиска на подлогата е 686,7 нјутни. Плоштината, односно површината на стапалата е 0,04 метри квадратни и притисокот се пресметува, рековме, како количник од силата со која телото нормално притиска на подлогата и плоштината на допирната површина, и притисокот изнесува 17.167,5 ньютон на метар квадратен или 17.167,5 паскали. И петта задача. На колкава површина действува сила од 18 ньутни ако притисокот е 6 килопаскали? Значи, притисокот е 6 килопаскали, претворено во паскали, тоа е 6000 паскали, бидејќи 1 килопаскал има 1000 паскали. Нормалната сила, или силата со која телото нормално притиска на подлогата е 18 ньутни. Од формулата за притисок следува дека плоштината на допирната површина е количник од силата со која телото нормално притиска на подлогата и притисокот, и ако пресметаме, добиваме дека плоштината на допирната површина изнесува 0,003 метри квадрат.